За среќа, епидемијата на вистината која ја зафати нашата рамна планета помина и замина и низ нашата редакција. Да погледнеме што се случуваше таму додека ние паничевме овде во студиова. Да не ме мани струја, бе. Седи миренца и не мрда за да не те мани. Ќе те манам јас. Ова е најнов софтвер детектор за лагија? Полека, најнов. Тазе. Ајде видиме се почни. Ајде. Прво прашање. Како се викаш? И се, многу лесно прашање за ти, место потешка ми даеш, како се викаш, Менде Гимнатио. Менде, треби да се наштима това. А така, забарев од тие музичар шефо, од и тој штима сите работи. Ајде, врвит време, ајде. Второ прашање. Колку си задоволен од платата? Се ти се од најтешкото бе, маја, неко палесно да се онегвам. Се одговара со да или не. Добро бе, ајде. Шо мислиш ти за вирусо и шо е за тебе општочовечка вистина? Јаска за вирусот мислам се најубаво што може еден човек да мисли, а за вистината мислам од и тајна работа што може да направи живото едно поубаво место за живење. Менде, ти очо си здрав си болен, море. Па гледаш шо хаос се случи со вистинава што беше овде направена. Ти знаеш колку е тешко човек со вистина се соочи? Да се ополиш во огледало сам и да си речиш јас сум крив за тоа што имам ваков живот. Ние сите сме криви што живееме во вакво општество. Очигледно ни е полесно да живееме во лаги и во илузии овде. Ама убаво што се случи ова со вирусов, со вистинава, да видиме дека вистината боли. Лагата боли, ама и вистината боли појќе. И да не се лажиме. Поубаво ни е вака во лаги да си живееме. А шефе, а шо е тоа илузија? Илузија. Имат музеи некој тамо, илузии. На илузии, шо е.